Добро вечер во топ тема на ваша страна. Новиот играч на политичката сцена, партијата БЕСА, најавува план за излез од кризата. Како ќе се позиционира? Дел од владата или опозиција во парламентот? Зошто подадените подписи за парламентарното мнозинство БЕСА понуди свој кандидат за спикер на собранието? Дали најжестокиот противник на ДУИ кокетира и со СДСМ и со ВМРО ДПМН? На жешкото столче вечерва во топ тема на ваша страна, пратеникот и основач на БЕСА Африм Гаши. Наспроти него новинарите Исен Салију, Билјана Секуловска и Столе Науба. Останете со нас, почнуваме веднаш. Добро вечер, уште еднаш. Дали БЕСА ќе биде во власта или ќе биде опозиција? ДУИ обвинува се прави коалиција меѓу БЕСА и ВМРО ДПМН. Дали остануваат во СДСМ депонираните подписи на пратениците на БЕСА? Одговорите вечерва ги бараме од пратеникот и еден од основачите на партијата Африм Гаши. Добро вечер, господине Гаши. Добро вечер, благодарам за поканата. И сега за сега столчето ми изгледа удобно, не е толку жешко. Па се надевам дека ќе се вжести, практично сум сигурна. Не се радувате толку пред време. Бидејќи моите колеги се спремни да поставуваат прашања, а тоа се Исен Салију од Лајн, Билјана Секуловска од Нова ТВ и Столе Науба, канал 77. Пред да почнеме од она што е најжешко, најново во моментов, ДУИ одржува централно председателство, најавуваа дека размислуваа да ги повлечат своите министри во владата, меѓутоа одлука нема. Меѓу другото, извори од партијата кажаа дека се разговара и за улогата на БЕСА и дека се формира опозицијска коалиција ВМРО ДПМН и БЕСА. Па вака, како што е целава ситуација трагикомична и ова се ДУИ, значи, дава уште повеќе доза на комедијалноста. Значи, ДУИ цел месец не можеше сами за себе да одлучат што ќе прават, дали ќе одат со ВМРО или не, преговара, имаа 5 опции, па решија за 6-та. Сега ќе разговарале за нас. Мислам, ова е навистина, да кажам дека е и комедија и трагично, најдобро би рекло дека е трагикомедија. Тие се во тотален хаос, не знаат што прават според мене, се натесно и сега излегуваат со вакви флоскули, демек ние сме кокетираме со ВМРО. До вчера ние бевме заевистите, СДСМовците, продадени кај СДСМ. Сега одтеднашка, како било тоа? Како стана одтеднашка? За еден ден станавме ВМРО. Мислам, толку е недолично и ниско, така да мислам дека нема човек во Македонија кој верува во ваквите ефтини приказни на Билјана Секуловска. Добро. Се слуша, верувам дека моите колеги веќе десетина дена низа шпекулации околу вашите релации со ВМРО ДПМН. Може да продолжам. Да. Какви се нашите релации, видете ги нашите постапки. Првиот ден што го зема Никола Груевски мандатот, ние излеговме со соопштение и јасно рековме дека не сакаме да седнеме да разговараме. Сега, од таков тврд став на БЕСА, сега да кажете нешто вакво, на вистина, јас се чудам докаде може да оди ирационалноста на ваквите флоскули и етикети. Сам барем малку да бидеме рационални и кога ќе направиме некоја приказна, малце треба да личи. Ова е за никаде. Затоа ми е жал. Значи, во однос на ВМРО, ние 2,5 години, од кога сме се формиравме како партија, сите наши постапки, реакции, соопштенија, све што правевме од овие 2 години, ги сметавме за најголем виновник на целото владење биномот ДУИ ВМРО. Затоа мислам дека нема никаков основ, нема некој сега да не припојува таа страна или да покажува знаци дека ние кокетираме. Јасен ми е притисокот што сакат да го прават и и ДУИ и новинарите, некој дел од новинарите, но тоа не држи. Не држи.
Едноставно Милјана. не држи. Да. Добро. Знаете како ми се чини дека ликувате сега, кога Дуи можеби ќе излезе од некаква коалиција, иако не е реализирана, односно од влада со СДСМ. Зошто го велам ова? Се правевте да биде напуштена таа коалиција од страна на Дуи. Прво, велевте дека не влегувате во влада со Дуи, потоа се согласивте, но не влегувате со политичари кои се предмет на истраги на СЈ. Имам право. Така беше. Ако одиме поред. Значи, да, направивте одстапка во име на доброто на нацијата. Потоа излезе платформата. Каде беше подпишана платформата? Платформата не е подпишана. Добро. Договорена е во Скопје. Усвоена во Скопје на Добро. 7 јануари од нашето централно седиште. Сме излезени, постојат датумите од Скопје значи прифатено како документ, како декларација. Добро. И ќе се вратиме на платформата, само уште нешто да додадам, па после може да одговорите. Потоа велите Талат Џафери одбивате да биде спикер на парламентот, потоа велите дека сакате изброј на пратеници, односно министри со Дуи, тоа не е вистина? Не е вистина. Не, тоа се значи спинови веројатно на медиумите на на провладините медиуми. Не знам, Добро. чи спинови, но спине, значи не е вистина. И на крај уште ова да кажам, дека за Заев рековте дека ако потпаѓа под влијание и притисоци, тогаш не треба воопшто, нема потенцијал сушност да прави влада, односно нема потреба. Би сакал да објаснам ова пополека ако ме оставите и да ви кажам каков е начинот на кој размислуваме ние во Беса. Не тврдам дека сме најпаметните и најправедните, дека само вистината е кај нас, но тоа е начинот како што ние логицираме и донесуваме одлуки и сакам да биде тоа искрено кажано пред јавноста. Ние сакавме од почеток нашите постапки сите беа да се формира нова влада, политичка влада, реформска, која ќе ги прифати извештајот на Прибе, ќе се нафати на длабоки реформи, СЈО ќе преработи. Ние имаме понуда во нашата платформа порано за и специјален суд. Значи, целосната борба е за овие вредности. Сега, правда, само да ве прекинам па после ве молам колеги, вклучете се. Може само тогаш зошто влеговте во коалиција со Дуи? Ако сакате каква реформска. коалиција со Дуи, ве молам. Не сме влегли во коалиција со Дуи. Да се Не влеговте во коалиција со вклучам, Дуи? Да, добра е да зборувавте за влада еве, говориме, да. за влада. Заедно ги депонира Да. подписите Да. за И договор- мандатот. значи, говорите, но видете, ајде. тоа сакам да ви Сања. објаснам. Беса е цело време гледа еден процес кој е добар за државата, за сите граѓани и го помага тој процес со тоа што го има на располагање. Мислевме дека не е добро да биде уште еднашка премиер Никола Груевски, ние рековме не ни сакаме да разговараме. Мислевме дека треба нова влада да има и направивме све мандаторот Зоран Заев, значи потенцијалниот мандатор, да го земе мандатот од председателот. Ги дадовме нашите подписи. Не бидна тоа. Се бараше седница во собранието. Пак ги дадовме подписите затоа што сакаме процесот да тече. Ние и откако донесовме решение Талат Џафери да не го прифатиме за председател на собрание, пак не ги повлековме. Денеска имате нов спин и шпекулација и да не кажам обична лага дека сме ги повлеке подписите, значи не е вистина. И затоа викам дека нашите постапки од почеток до крај и се уште сме на тој процес. Ние сакаме со се што имаме да го помогнеме процесот. Да се направи нова влада, реформска, која ќе биде против корупцијата, криминалот, ќе ги прифати сите забелешки од Прибе извештајот и пополека сите да почнеме да излегуваме од оваа тешка економска, институционална и секаква криза. Но мислам дека СДСМ е тешко, многу тешко условена од Дуи. Они штом прифатија Талат Џафери или лицето кое е на некој начин синоним на владењето на ВМРО и Дуи, мислам дека таква влада нема да биде ни реформска, ни ќе помогне нешто во овој процес во кој ние сакаме да помогнеме. Вие треба да ја сватите Беса како субјект кој
е предодредена и работи за некои вредности. Нас не интересира дали некој субјект политички во тој процес се вика СДСМ, ДУИ или нешто друго. Ние гледаме тоа што е добро, што е вредно, што е за сите граѓани, сакаме да го помогнеме. Добро. Есени? Нека влезат колегите. Да, јас имам впечаток дека БЕСА го плаќа цехот на неискуството во политиката. Имам впечаток дека се уште не можат да произлезат од шаблонот дуи да им ги наметне темите, дуи да им ги наметне реакциите, па дури и чекорите што ги преземат. Мислам дека уште од почетокот, после изборите направија грешка што дозволија, односно што не успеа таа еуфорија што се создаде кај албанците да ја ефектуират. Скоро очигледно беше, барем според изјавите на представниците на БЕСА, дека најмалку двајца пратеници им беа обештетени, мислам беа оштетени за двајца пратеници. Можеби они требаше први да излезат на улица, да протестират. Можеби БЕСА, па после и СДСМ требаше да ги окупира улиците, така да кажам, да не дозволат на Ке имаше судир со тврдокорените. Тие беа. Дали се мислам дека они согласувате нема кауза на дека вие не го почетокот. искористивте капиталот од Не, изборите, дека дуи сакам ви ги кратко диктира прашање да чекорите. поставам, ако може да. Дали БЕСА како партија има намера да направи рез и од утре задутре или од некој ден да почне да диктира? Мислам дека они и уште не се свесни за тежината што ја имат на политичката сцена, па затоа и не наметнуваат многу своја политика. Добро, мене ми е драго кога слушам критика и мислам дека критиката е најдобриот начин како се подобрува и лично и некој процес. Но дозволите ми да не се согласам тотално, ако не потполно, еве, во голем дел со вас, затоа што не сум убеден дека вашите критики се на место. Не, мислам дека и најголемата грешка ја направивте токму под притисок на ДУИ. Не мислам. Им се приклучи малку и алијансата, албанската за алијанса. Ви наметна вас, ве обвинија, успеа и вас дури да ве убедат дека вие не сакате единство кај албанците, па ве натера да ја направите грешката со така наречената албанска платформа. Мислам дека освен што и даде таа платформа материјал на ВМРО да ја блокира државата како што ја блокира, мислам дека таму се прави деградирање на барањата на албанците. Таму се наброени многу барања кои што се веќе стекнати права на албанците тука во Македонија. И сега тие стануваат нешто за преговарање, нешто што е стекнато, значи станува материја за преговарање. Мислам дека ги оштетивте и албанците и дадовте аргументи на ВМРО за блокадите што ги прави. Јасно ми е сега што зборувате, но пак не би се сложил дека тоа е заради недостиг на политичка зрелост. Иако сме млади во политичката сцена, мислам дека Не сте наивни. Да, тоа сакам да го кажам. Видете, политиката е работа која се игра на терен медиуми јавност. Се што е во јавност, џабе ако ги знаете сите работи околу политичките процеси, а ако тоа не бидат пласирани во јавност. Теренот кај се даваат головите во политиката е зелениот терен е медиумите јавноста. 2,5 години откога пред да стапиме на сцена, нас ни налепија етикета дека не сме албанска политичка партија, дека некој друг не финансира, дека некој друг не формирал, а целата јавност беше склона да верува во тоа. Па, кога 2,5 години ви ставаат таква етикета и отеднашка ве викаат во Тирана, не познавам човек, политичар кој би одлучил на поинаков начин. Дали е тоа добро или не? Мислам дека во такви моменти се покажува дека таквата зрелоста. цена ќе треба да ја платиме.
ние знаевме тоа дека треба да се плати. Не бевме наивни, но бевме наместени. Прашањето треба да го поставите во кај ДУИ. Они не викнаа нас во Александар Палас, ние им рековме не доаѓаме. Но нашето соопштение во тоа во насловот пишуваше све што ќе се договорите за интересите на албанците ние го прифаќаме. Па што Зошто не се мора- откажете од платформата ако сте биле наместени? Зошто Тоа е барем едноставно. не, сега ќе го Никој објаснам со тоа. пиштол не ви дојде? Не, Да ве тера во Тирана да ме одите? извадивте од контекст. Добро. Ова сакам да го објаснам. Зошто ДУИ требаше да најде начин да го инволвира Еди Рама во ова и него му наштети и на сите нас, освен што му даде алиби на Вие не се ВМРО. видовте со Еди Рама? Па, он не повика, ама Па зошто ве наместиле ДУИ? па кој го Возрастни натера? луѓе сте, Как политичари сте. па политичари сме. Затоа ви кажувам дека Што не се нашите постапки откажавте? се добро одмерени. Ние точно знаеме што правиме. Лесно ви како новинар да гледате црно-бело во ситуацијава, ама тешко е да носите етикета не албанец, не албански политички Добро, субјект. носиме ние секакви етикети. Столе. Ако може да го објаснам, ве молам. Значи, на ДУИ им требаше да ја произведат алиби и за ВМРО, сега ова што го прават за платформата, и немаше никаква потреба да отидеме таму да се сликаме. Ние ниту баравме заедничка платформа, ниту сакавме да се сликаме. Ама се со некого. направивте. Епа, јас ви кажувам дека кога Или не сте Ситуацијата беше- зрели за Не политика можеше или да само се одвие. глумите ако збориме наивно? за Значи, одговорност, понуда што не може да кај се бевте вие новинарите да излезете да Сега ние ви сме виновни. Не, Виновни не сме. ви беа прво. Дуи, ама ајде колегата Не викам дека Столена сме Умов виновни. да му Ако дадам. Вака, ако сакаме да помогнеме во процесите, не треба да оставиме некој субјект, некоја личност така лесно да ги етикетираме со секакви етикети. Во животот и тоа се случува како и во политиката. Да, па затоа- Сме возрастни луѓе. Ќе се избориме. Добро, со Билјана Столе, мислам... Господине, има сами прашање. оставате впечаток како повеќе да ги мразите Ахмети и Дуи, отколку што него сакате Груевски и ВМРО ДПМН. Ако е заедничката цел да се промени власта, зашто овие клинови цело време те вака така, тоаш можеби не сте наивни, ама не можете да останете невини како што сакате да останете. Како да оваа свадба не е ваша, чекате некоја наредна свадба, некои наредни избори. Сакате да кажете дека сите овие работи ги прави Дуи за да ве навлече да влезете по секоја цена во власта, за да некоја наредна свадба бидете сите чепнати, односно да нема никој невин на политичката сцена и да надпреварот биде поинаков. Вие тој ореол на нова партија не можете да го задржите, треба да преземете одговорност. Или е некоја игра која што би резултирала со нови избори само. Добро. Ако Ако веќе зборуваме за наивност, рековте дека не сте наивни. Дали ако не беше платформата, ова немаше да се случува во Собранието, што мислите? Лесно ќе беше дадена власта без проблем. Ја еве ќе почнам Лично е прашање. Значи, И уште јас едно мислам прашање, дека- дали ако ја Джевата Деми или некој млад пратеник ќе го поддржите од Дуи за председател на Собранието? Вака сега од почеток да го објасниме тоа. Мене ми е жал што во Македонија уште е креирана така црно-бела слика, дводимензионална, и во Македонија постои Македонија на СДСМ и на ВМРО. Само две Македонии постојат, само две вистини, и ако не си во едната, тогаш мора да си во другата. Знаете, не ви бранам, на никого не му бранам, не му бранам да мисли така, но сакам да ви кажам дека има луѓе кои не мислат така црно-бело и дека ние мислиме дека ние имаме наша визија за Македонија. Тоа е визијата на БЕСА, на нов политички субјект, на Проблемот нова во елита. Македонија е кога црното се Само да прави продолжам. бело и обратно, не е црно-бело. Не. Ние баш новинарите не гледаме Не, црно-бело. вие почнавте со тоа го сакате, не го сакате. Значи, не сме во политика заради ничија љубов. Ние сме, повеќето моите пријатели, сме навлегле во политика од интелектуалниот свет. Би кажал, од книгите, од невладиниот сектор. Сме се бавеле со такви работи. Но кога гледате дека се ви се руши во државата, сите вредности, ние моравме да влеземе, да дадеме нешто што можеме од наша страна да придонесеме.
Заради ова сме во политика, ништо друго. Ниту за ничија љубов, нити омраза, ниту лично имаме со некого. Сакаме да помогнеме. Тоа што можеме да го даеме. Вие можете да кажете што сакате сега, дека сме наивни, невини, како сакате може да наречете. Веќе столчето станува пожешко, се гледа. Нема проблем, но чиј интерес е без еден нов политички субјект кој сака да ја освежи сцената, која се бори против корупција, криминал и која протежира вредности како што се правда, еднаквост, слобода, образование, благосостојба, економија. Сакате еден ваков процес да абортирате од почеток? Кој има интерес да абортира и да спречи еден ваков субјект да донесе нешто во македонската сцена? Ама за да има абортус треба да има зачнување. Вие не сакате да заштите, не сакате да влезете во влада. Сакате да влезете или не сакате да влезете? Вие сигурно не сте биле тука последните 2 години. Вие не знаете што постапки сме преземали. Вака Груевски 2,5 години. им зборува на новинарите. Не, дали сакате да влезете во владата? Не. Немојте, молам. Не, добро да го оставиме господинот Гачи Не, ако да одговори без ако има вакви ниски упадици, удари, секој ќе добие време. Нема ниски удари. Еве ве прашам. Не, Дали ако не е сакам Талат Џафери, ако џевата Демиле млад, кажи ми некој млад прати некој. Нема млади, Не може да се биле во сети. Некој коалиција кој што ВМРО. Сите биле во коалиција. Да. Нема ниту еден Не нов се- сега. не се остави. Баш ниту еден нов. Колку што ги знам Господине јас. Гаши, вашиот потек да не го поддржите Талат Џафери беше заради Талат Џафери како личност и се што стои зад него, беше затоа што е кандидат на ДУИ, бидејќи овој потек различно се протолкува. Откако ги дадовте подписите за парламентарното мнозинство, првиот ваш потек беше да не го поддржите првиот предлог во парламентот на дали парламентарното може мнозинство ја за кратко избор да се надоврзам спикер. тука ако ми дозволиш од призма на албански новинар како ги гледаме работите, не дека сакам да го бранам Африм, да му бидам адвокат, туку треба да се сфати дека за албанската јавност е скоро исто, да не кажам исто, меѓутоа е скоро исто албанска партија да поддржи ДУИ е скоро исто како СДСМ да го поддржи ВМРО ДПМН. Мислам, не се во прашање 8 дена, 8 недели, 8 месеци, 8 години се во прашање коалицирање меѓу ДУИ и ВМРО ДПМН, така да не може да се погледат кај албанската јавност, не се гледат работите како што се гледат кај македонската. Режимот е ВМРО, ДУИ се таму само успут, дека се снашле, мислам, они поминаа многу заедничко. Да, добро, ама Кој сепак го да обяснил? да го слушнеме Да, и- господинот Гаши, пак е Да. Вред. да го слушнеме. Тоа држи. Мислам дека македонците не го сваќаат тоа што го објаснуваше господинот Салију. Ама јас се чудам како одеднашка на голем број на граѓани, новинари и така опинионисти, ДУИ која преговараше со Груевски, одеднашка им станува мила, чиста, невина, колку убава, така, значи све ништо не и фали сега на ДУИ, а до вчера кога преговараше со Груевски беше таа истата крива за сите овои процеси. Видете, јас го објаснив тоа, можеби не бев до крај јасен. Кажа вака, за нас е битен процесот. Значи, ние сме убедени дека со фигури кои наликуваат и се синоним на владењето ВМРО ДУИ, нема да има реформска влада, нема да има СЈО, нема да има ПРИБЕ. И затоа сме против тоа. Не дека имаме лично против господинот кој го спомнавте. Немаме ништо лично против одредена личност. Ние тука мислиме дека тој процес нема да продолжи така ако една ДУИ во идната влада би имала јаки позиции во истата власт. Вие знаете дека они заеднички владеа скоро 10 години, имаат заеднички сделки, тендери и све заедничко. И сега како мислите да амнестирате еден дел од тој криминал и да се осврнете само од тој истиот? Впрочем, јас сум убеден дека овие луѓе ќе го бранат и ќе направат све и криминалните постапки на личности од ВМРО да се спасат од ваквите постапки. Затоа сум убеден дека не е добар процесот, не е здрав.
ова е наше убедување. Повторувам уште еднашка, може да не е во ред, може би не сме во правиот пат, но ова е нашето убедување. Вака се размислува кај нас. Но Би било многу поедноставно вие да имате 10 пратеници, а Дуи 5, затоа што Дуи веќе му кажа не на ВМРО ДПМН. Јас, се обидувам и верувам дека сте искрен во желбите, во настојувањата како партија, меѓутоа пак се враќаме на таа наивно што рековте дека ја немате, односно дека сте доста искрешени како политичари. Тоа ова што го зборувате е невозможна мисија. Зошто? А Дуи ако добија стратешки позиции, нема да се случи тоа. Дуи ако не влезе во влада, ако вие не влезете, ако не влезе СДСМ, тогаш ВМРО ДПМН нека се остане на власт. Мислам, зашто зборуваме? Или да има нови избори? Дозволете ми да го објаснам. Дајте ми решение, јас не можам да ве разберам. Да, ќе ви објаснам. Има решение, но не Значи, сакам да ако го видим. станува збор за личности, не е Добро. талат, дајте ми го Адем, дајте ми го тој. Кое Вие велите решение? не е за личности. Цела партија да ја тргнеме, тогаш нема решение. Нови избори треба да има. Прво Кое вака, решение? еден момент заборавате и тоа е еден од најбитните моменти. Никола Груевски го доби мандатот од председател Иванов со тоа што прикажал дека има коалиција со Дуи. Затоа што треба да докаже според членот 90 на Уставот, само така се добива мандат. Ако имате мнозинство. Не знаеме како собрание. го довел на да. Јас го прашав лично председателот, му реков зошто му дадовте мандат на господинот Груевски, он ми рече Ми се јави и ми кажа, имам толку и толку. не дојде, рече дека Донесе имаме список? договор со Дуи. Список донесе? Не Така вака. кажа. Не, мислам, штом Дуи Прашањето- водеше преговори, Да, мислам дека го да. легитимираше тоа. Зошто Дуи да почна дозволам. преговори со Никола Груевски ако немале договор? Тогаш ако тие немале договор, мандатот на Груевски бил невалиден, нелегитимен. Они треба да излезат да кажат дека Никола Груевски нема легитимно добиен мандат. Зошто влегува 20 дена преговара. Го заборавате ова, така? Не е Не го проблем. заборавам, ама не ми е јасно зашто тогаш не го направија тоа за кое што почна, односно кое што го почна. Тоа е прашање за нив. Затоа викам дека тие се луѓе многу длабоко во некои процеси и никој не може да ги спаси. И сега очекувате еден таков субјект кој бил во такви постапки, така лесно да се ориентира. Јасно е дека не може. Знаете какви расцепи имаат внатре СДСМовско, ВМРО-вско крило. И они не можат, ви кажав пред малку дека 20 дена анализира, дебатира, исцрпува аргументи и пак не може да донесат одлука. А како- Они на крај, ако се сејавате, не донеса одлука дека не одат со ВМРО. Ќе продолжат да разговараме. Како ве епилог гледате тогаш? Какво решение? Дали Вака, преговарање ова е со делот од реформирани структури на ДУИ, нивно именување во функции, дали нови избори, Мислам освен нови избори, како решение да Веќе најавувате Да. неофицијално дека имате собствен предлог за излез од кризата. Што е? Затоа предлогот? сакав да се надоврзам на ова. Од самиот наш почеток ние се обидуваме да не ги следиме постапките на другите политички субјекти, но секогаш даваме наши начини и гледишта како се излегува од криза. Ние имавме платформа Албанците без ипотеки, имаме платформа за излегување од криза кога почнаа бомбите, точно наведено што мислиме како се излегува од криза. Исто да го правиме сега. Ние напишуваме еден документ кој е наш автентичен и кој мислиме дека е најдобриот наш. Се уште не е довршен, се анализира. Што е суштината? Избори, влада, Јас можам да состав ви кажам од блокирање на моето лично парламентот. мислење од прилика во рамки, но не можам да тврдам дека тоа е финалниот документ кажете затоа го што ваше, да. не ги поминал ни органите на партијата, не е довршен како документ. Моето видување како е слично на тоа што го предвидовме во 2015 за начинот на излегување од криза. Ние мислиме дека во ваква ситуација ова е нужно зло. Експертска влада со одреден мандат 2 години до председателските избори, на пример, со одредени јасни должности, попис, прибе, СЈО, специјален суд, реформи, да завршиме со овој дел
да се договориме да најдеме еден мандатар. Вајда ќе најдеме 10 луѓе кои се способни, професионалци кои не се пристрасни. Да ја вратам 15 на минути наназад. Тоа што рековте дека решение е политичка влада. Кога реков? Пред 10 на минути 15. Не е точно. Може да го вратите. Не е точно. Нашиот став беше од почеток дека сакаме Стабилна политичка влада, Да. така реков. Но после ова што се случува во собрание, гледате дека се блокираат процесите. Ние се уште сме во тој процес. Ако сте приметиле, ако има некоја политички субјект кој најмалку говори во собрание, е беса заради тоа што не сакаме да влеземе во сценариото на ВМРО. Они сакаат да губат време, ние се обидуваме да најдеме начин како тоа да се забрза. И ако сте убедени дека ова решение ние ќе го нудиме само ако дојдеме до ситуација да пропадне политичка влада. Не сакаме да го саботираме овој процес кој е почнат. Ние го помагаме тој процес. Но помагате и да пропадне процесот. Не е Не. точно. Добро што кажавте, зошто не сте активни, сакам да ве прашувам во парламентот дека затоа што неактивноста некој ќе ја свати како се согласувате со тоа или не сакате да се представите, ама добро го објаснивте тоа. Сакав нешто друго да прашувам, рековте не сум бил во изминатите 2 години тука. Ја Не, повеќе години сум тука цело време. Меѓутоа сум бил и пред 4 години кога вие сте биле државен секретар во економија, така? па не сте били тука, затоа ви кажам. Не сум бил никогаш, не сум работел во никаква државна институција. Сум бил уредник во издавачка куќа, сум се бавел со Вашиот колумни, лидер. со текстови. Да. Вашиот лидер, државен јас би секретар прашал- во економија беше? Би сакал да се задржиме на 2004-2005. Дали тоа што вели ВМРО ДПМН, дека на дуи темата. Да. се крие со својата неспособност за ВМРО ДПМН, важи и за вашиот лидер. Не ве разбрав. Дали тоа што го вели ВМРО ДПМН, дека дуи постојано дека биле во коалиција со ВМРО ДПМН, својата неспособност ја криели Да. за ВМРО ДПМН, напагајќи и критикувајќи, важи и за вашиот лидер како поранешен дел од власт. Многу ниско е прашањето, мислам. И Не сакам да одговор, не можам да слезам во такво ниво. Новинарите Човекот има поставуваат јавна тешки функција, прашања, може а не да ниски видите што работел 2004-2005, да видите како државен секретар што сработил. Мислам дека еден од поефикасните луѓе во тој сектор, со многу пофалби. Ако не верувате во ова, може да се вратите да го проверите тоа. Иначе доктор на науки по економија, професор универзитетски и докажан економист. Работа сепак во државните институции. Предлагам тука да направиме пауза за реклами и да дебатираме и натаму. Ете го предлогот на БЕСА за излез од кризата и експертска влада. Има ли можности за тоа или не и многу други прашања. Пауза за реклами, се враќаме по топ тема на ваша страна. Топ тема на ваша страна на Жишкото столче, Африм Гаши, пратеник и еден од основачите на БЕСА. Господине Гаши, едно вкусо прашање да разјасниме некои работи. Рековте дека подписите што ги дадовте за парламентарното мнозинство остануваат. Но се изјаснивте против Талат Џафери да биде председател на парламентот. Што ќе се случи доколку тој биде избран за председател на парламентот? Која ќе биде вашата позиција на БЕСА? Ние знаејќи дека со нашата одлука не го спречуваме процесот, тоа што го објаснив пред малку, знаеме дека коалицијата СДС, Алијанса и ДУ имаат 62 пратеника и мислам дека тој ќе се изгласа. Нас не е битно да течат процесите, да се избере председател, да се земе мандатот, да се избере влада и во тоа ќе помагаме. Но ние мора да се поставиме така како што објаснив пред малку, што е како мислиме дека е најдобро. Ние не сакаме да го спречиме тоа. Нека течат процесите. Ние го помагаме тој процес. Но треба да укажеме дека на оваков начин, ако почнеме со вакви постапки, со вакви условувања, добро да ја најавиме дека таква влада со вакви условувања, со истите луѓе, нема да биде реформска, нема да извади Македонија од криза. Од тоа стравуваме. Дали тоа значи, дали ќе влезете во влада или веќе од сега знаете дека ќе бидете опозиција?
Не, таква одлука не сме донеле, значи тоа ќе ги донесат органите на партијата кога ќе има таков момент. Ние разговаравме апропо председателот на собрание, дојдовме до тој момент и требаше да решиме, да кажеме кој е нашиот став. Инаку ние сакавме да разговараме во пакет за учество на влада и председател на собрание, но немавме таква можност и затоа бевме принудени на наков пред сврчен чин, бевме да покажеме дека ваквиот процес како што е почнат можеби не е најдобриот. Дали тоа значи дека може да ги повлечете подписите? Не ги повлекуваме подписите, повторувам, го помогнуваме процесот колку што можеме. Значи уште е отворено прашањето, дури може да влезете во влада. Дали тоа Со Дуи би влегле во влада? Не сме решиле, значи немаме одлука дали ќе бидеме дел од влада или не. Се може знае ли? малцински ќе се однесувате? Да. Ако е ваков пристапот, каков што е со председател на собрание, тогаш Но добро, кои се прифатливи личности од Дуи? Значи ли тоа дека како за Талат Џафери што не се согласуваат? После тоа, заради тоа што може би е Фатмир Бесим или некој друг министер предложен, нема да ја гласате и влада? Дали има некој пратеник од Дуи во моментот што би го гласале за председател на собранието? Не сме размислувале на таков начин. Не треба ние да размислуваме за нивните пратеници. Не е лично ова. Јас уште еднаш повторувам. Знаете кого не сакате, но не знаете кого сакате. Не. Кога давате предлог, значи нас ни бевме пред сврсен чин дека ние сме одлучиле за Тала да биде председател, бараме и вие да го поддржите, ние размислувавме. Ве разбравме, Значи, вие не согласувате со Талат, немавме за друг преговори. не сте размислувале. Ако дојде ќе кажете, го сакам, не го сакам. Така е, Океј, и точно. тоа и за министрите ќе се однесува. Дали ова влијаеше на одредено заладување на односите со СДСМ? Дали се чувствувате излажани од нив, бидејќи сами рековте дека долго време ве обвинија дека сте заевисти, дека сте СДСМовци, вие учествувавте и во протестите против ова влада заедно со СДСМ. Дали сега ова поддржувањето на кандидатурата на Талат Џафери од страна на СДСМ создаде одреден јаз меѓу вас и СДСМ? Ќе кажам уште еднаш да биде јасно. Никогаш до сега, барем до сега, од кога е формирана БЕСА, не сме биле на страната на СДСМ или на некоја друга партија. И во протестите кога сме Имавте соработка- учествувале, ние сме мислеле дека тоа е добро за државата. Значи, тоа беа заради аболицијата, заради процесите, заради прислушувањата. Значи, секогаш разговараме дали е нешто добро да учествуваме или не. Ако во тоа се наоѓаме со некого, тоа не значи дека сме се приклониле кон некого. Туку само е начин на кој ние размислуваме и ние секогаш ги објаснуваме нашите постапки. Но тоа што кажав пред малку, сме научени во Македонија да гледаме црно-бело и секогаш да ги ставаме или во едниот кош или во вториот. И не сакаме и не гледаме дека има трета опција, друг начин, нов начин на размислување и политичко размислување. Тоа ќе треба време да се докаже дека е така. Што се однесува до последниот момент, тоа што го говорам вечерва, јас го говорам и со луѓето од СДС кога се гледаме во собрание на координација, им го велам истото, дека не сме убедени дека со ваков начин, со вакво Дуи, со вакво слување од нивна страна ќе може да направите тоа што го велите. Ние имаме резерви кон тоа. Ако вие сте убедени, би било добро да сме ние излажани или не во добро, значи не сме добро размислили околу тоа. Не сте ли размислиле некогаш да сте помислиле дека во политиката мора да се прават некакви компромиси, отстапки, да се преговара, не да се етикетираат противници, Дуи, например, или еден коалиционен партнер, заев да се вели дека нема потенцијал ако потпаѓа под условувањата на Дуи? Зрелите политичари сметаат на компромиси, на преговори, а не на јавни обвинувања или пење етикети. Мене ми е жал ако сме оставиле таков вкус. Барем ние во БЕСА за ова време се обидуваме да не оставаме таков вкус. Но тоа го правите.
Затоа ве Па се прашам, обидуваме- зашто не се започнете обидуваме да не го преговори правиме. со ДУИ, например, зад затворени врати или заедно со Заев да седнете? Мислам дека сме заводно ќе биде тоа. Сме разговарале за некои конкретни постапки. Еве имаме конкретна ситуација. Таквиот пристап за нас не е добар и затоа сме одлучени на тоа. Иначе све што би било Да добро. инициирате средба за спикер во парламентот да кажете кои се Јасно- за вас прифатливи Јасно решенија? ми е тоа што го прашувате, јас потполно се сложувам со тоа. Цивилизирано. Мораме да навлеземе во вакви процеси, некои работи треба да попуштиме, да има компромиси. Тоа е уметноста во политиката, уметноста можноста. Се обидуваме, верувајте, но не можеме да преминеме над тоа што мислиме дека ќе влијае многу лошо за идентитетот и здравието на еден нов политички субјект. Ние сепак сме субјект кој се гради се уште, кој се развива и кој матурира. Секако не сакам да звучам како луѓе кои имаат 20 години искуство во политика, но кога сме убедени дека тоа може многу да ни наштети во нашиот идентитет, здравје, развиток, тоа што сакаме да го донесеме како свежина во политичкиот живот во Македонија, тогаш пристануваме. Да, меѓутоа и покрај сите критики не сакате воопшто да седнете, да практично, колку што можам да разберам сега за сега ни да преговарате со ДУИ заради Но не е отврла вашиот можноста став. за влез во влада со Не ДУИ. е Да, прво Имате ли став? Да, прво отидовте во Тирана и Го објаснив тоа, да. за платформата со ДУИ. Подписи дадовте во парламентарното мнозинство. Ги натерале со ДУИ. ДУИ. Ги натерале. Не. Значи, сепак веќе остапки се направени. Значи може и натаму да се прават ова што го вика Билјана, или сте исклучиви. Бидејќи на почетокот бевте сосема исклучиви. Ова е можеби најдобриот одговор на прашањето на вашата колешка. Значи, се гледа дека кога има простор за некои компромиси, попуштаме. Кога мислиме дека кога А сме после ги убедени, обвинувате ДУИ кога сме убедени дека ви подметнале одање во Тирана, фотографирање. Ве молам. како сме ги обвиниле, Предходно говоревте, Да, ги кажа, обвинувавте обвинета. ДУИ Јас само за Тирана, за објаснив- фотографирањето, Не, дека го ставиле во искористиле ситуација да- моментот. Јас го поставив прашањето зошто они требаше да најдат начин да се отидеме во Тирана да се сликаме. Тоа беше прашањето. Ако гледате обвинение овде, Фотографијата ви е проблем. па зошто би се сликале во Тирана? Така се Гледа- однесуваат политичарите. бевте сите Пружаат заедно рака, своите. се фотографираат, прават фемили фото, не гледам што ви е чудно. Па и Груевски беше на Малта, па не се сликаше. Со вкупната Да. на... Тајно ве слика. Но говориме Ако за видите добри сликите- политичари, искусни. Не, 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 така не. се Не, раз- сепак Вака, тоа сега- договори за Сакам тоа, едно не. нешто да објаснам. Го кажав ова во една емисија кога сме во кај платформата и уште еднаш сакам да го повторам, мислам дека е важно. Особено ми е важно македонските граѓани да го слушнат ова. Јас и луѓето од БЕСА никогаш не би подпишале документ кој би им наштетил на своите сограѓани. Ова треба да бидете сигурни. Кога се уверивме дека тоа не е на штета на граѓаните, плюс тоа беа делови од нашата платформа. Нашата платформа за излез од кризата и како ја гледаме Македонија е многу поширока. И ако еден момент треба да се подаде рака, да се попушти, да се прогледа низ прсти, Меѓутоа ние сепак, сме подготвени тоа да го И да правиме. направите компромис. Меѓутоа Тала Џафери натаму вие не прифатлив треба да председател на собрание бидејќи е кандидат на ДУИ. Не, затоа што е Тала Џафери, може некој друг ќе прифати. Не, да рекла. Добро, тоа не е нешто. Заради начинот Само на пристапот кој беше И на што СДС представува тој денес. Само И едно на СДС прашање, меѓу Трајко прашање, Велјанов заради тоа што ја неприфатлив, споменавте програмата, вашата програма во изборната програма беше акцентот и во изборната кампања. Акцентот беше ставен на платформа или пак на СЈ? Не, нашата платформа беше изборна кој ги опфаќаше сите области. Кој е приоритетот? Кој беше приоритетот за вас за време на изборите? И кој беше во програмата избор? Нашата платформа ние ја сублимиравме во еден збор кој за жал денеска во Македонија
токму од се дава негативна конотација на тој збор, дефинирање. Ние мислиме дека треба што поскоро да се почне да се отвори широка дебата, да видиме Македонија после 27 години, 26, да видиме овој политички систем каде не ни функционираше, каде пропадна, во кои делови не беше тој ефикасен и како да дојдеме тој систем да го подобриме за да имаме една добра, стабилна, функционална, развиена држава. Тоа е целиот, значи во кратки црти во што се состои. Значи, не би инсистирале на платформата за влада, така можем да сватам, во формирање на влада, не би инсистирале, туку подоцна, откако ќе биде формирана влада, евентуално со Заев. Точките една по една што се... Подоцна би сакале да дебатирате за неја. Да. Добро ве разбрав? Да, не инсистирате на платформа како услов за влада. Така? Дали може да се вратиме на ова што се најнови информации вечерва? Ја на тоа би се задржал, ако ми дозволите. Кој се? Секако. Првата е Афрем, господинот Гаши што ја кажа преска, дека БЕСА е за експертска влада. Ако не успее да се направи, да се формира политичка влада, тогаш на експертска. Дали тој предлог сте го разгледале само внатре во партијата или сте имале контакти со други партии, со дипломати, какви се нивните реакции? А второто прашање ми е околу најавата на Дуј дека може да ги повлече министрите од владата. Ако се случи тоа, го гледате како чекор кон решавање на кризата или можност да се продлабочи кризата? Би сакал да не се земе здраво за готово тоа што го кажав јас. Значи, јас го кажав моето мислење, уште не е разговарано во председателство. Ова е лично мое мислење, како мислам од прилика, да. Кога ќе излезе документот, тогаш тоа може да кажеме дека е став на БЕСА. Кога може да го чекаме документот? Да го очекуваме? Па сакаме да видиме процесот, да видиме како ќе се одвива. Ако помине, како што рековме, процесот за формирање на влада, ние нема да излеземе со наше решение. Но ако видиме дека пропадне, тогаш ќе излеземе. Но мислевме дека треба да почнеме да размислиме. Таа експертска влада ќе влезе Дуј? Не, експерти. Експертска влада, да. Добро, луѓе кои се блиски до Дуј. Да. И се праша дали ова што го најавува. Зошто ова што го најавува Дуј уште размислува за повлекување на министрите би било решение или продлабочување на криза? Според мене, ваквите постапки не носат добро на државата. Јасно е, ако денес министрите дадат оставкат, нема собрание кој може да ги потврди тие оставки. Треба да се свика собранието. Новото собрание се уште не е конституирано. Значи, да оставите денес институционален вакуум, да оставите држава без министри, е многу антидржавно, многу незрело. И тоа уште повеќе ќе продлабочи кризата според мене барем. Собранието е конституирано, не би инициирало решавање. Може ли не е завршено конституивното не е избран председател. Идеолошки секојаш ме интересира. Знаете, цело време во оваа независна историја на Македонија албанците доминира етничкиот аспект во нивните програми, во нивните настапи. Мене не ми било јасно никогаш која ви е идеологијата од аспект на економија. Дали сте вие за прогресивни даноци, дали сте демохристијанска, пандан на демохристијанска, демоисламска, нели, како што сака да ја представат, нели, ако има Господ, така и беше еден. Која е вашата идеолошка основа? Што сте вие, лева, десна, центар, која партија сте? Ако веќе Дуј е лева, или како го нарекува Ахмети, марксист, ленинист, вие што сте вие? Овака, значи, кога можеме за тоа да дебатираме, не цело време? Комплициран. Еве, за рамни даноци сте или за во основа прогресивно даночување? Во основа ние сме десно ориентирани, од центар кон десно. Значи, но не сме како вие сте си одговарате со ВМРО-ДПМН или треба да се одговарате? Само да објаснам. Значи, јас сум политиколог и во
политикологијата има една нова теорија за идеологиите, која се вика крајот на идеологиите. Мешање, добро го знам. Тоа е денес многу тешко да се има чиста лева, центар или десна идеолошка припадност. И затоа ние се базираме на таа теорија. Ние јасно имаме кажано на според кои области каде припаѓаме. И не сме чисто десна, имаме работи кои мислиме дека треба да се од центарот и во одредени работи сме и леви. Значи во однос на економијата, во однос на здравството, образованието, ние сме по-лево ориентирани. Значи во однос на традиција, семејство... Сте десно. Во однос на верата? Да, десно ориентирани. Да. Сакав, јас, например, ако судиме по вашиот лидер, по Касами Тогор, чистите 2004-2005 државен секретар во владата на СДСМ и ДОИ. Историјата се повторува, се враќа пак со СДСМ во мнозинство. Го исчека период ДОИ со ВМРО ДПМН и сега... Сакам, во однос на ова, Беса треба да ја сватите и тоа е наш придонес, би рекол, во политиката. Ние за прв пат градиме во Македонија не лидерска партија. Значи, не би било добро да се врза све околу лидерот. Ние затоа сме повеќе луѓе на сцена. Не е партијата, не се основа на човекот, се основа на идејата, на вредностите. И ние сите заедно ги туркаме тие идеи. Нашиот председател е прв меѓу еднаквите. Значи, не е лидерот која формира партијата, туку идејата, вредностите, нашите потреби за подобрување на општеството е тоа што не навело во политика. Затоа не би бил, ако оставиме знак равенство помеѓу лидер и Беса во однос на една работа... Десултанизација на партиите, тоа беше една од забелешките. Да нема еден човек околу кој ќе се врти тоа. Само што да го прашам, имавте еден термин редефинирање во изборната кампања на Македонија и се споменуваше термин деетнизација. Во смисла на тоа дека не треба да има ексклузивитет ниту еден народ, етничка заедница и така натаму, туку сите да бидат равноправни. При тоа во дел од тие интервјуа во кои што учествува ваши представници, значи не само лидерот, беше споменуван терминот да се обединеме околу еден државен идентитет или концепт политиколог на политичка нација, но сепак сите да си ги задржиме етничките засебности. Како подразбирате тоа? Јас, например, сум влав, ќе бидам македонски влав. Вие ќе бидете македонски албанец или македонец со албанско потекло. Косовскиот пример, вие окей, сите се косовари, ама со албанско или српско потекло или Така. косовари. Или сите сакате да бидеме граѓани на Македонија, на пример. Објасните го тоа. Повеќе алудираме на ова што кажа... Значи не ни да помислувате за бинационалност, туку зборувате за... Вака, ние не сакаме да предодредиме кој би било решението. Сакаме во еден поширок диалог и по-суштински, заеднички да дојдеме до еден момент кој сите ќе го прифатиме. Затоа не прашуваат кој е вашиот. Не сакаме ние да кажеме кој е нашето решение. Каде се заснува ова? Ќе ве молам да ме сослушате, затоа што мислам дека е битно ова. Според мене, еден од најголемите проблеми на нефункционалноста на Македонија е заради тоа што ние живееме во наметнати волји на едните према другите. 91-а имавме еден устав каде македонците како поголема етничка заедница ги мајоризираат другите, имавме наметната ситуација. Ние бевме принудени да го прифатиме тој систем. Затоа што се гласаше така во собрание и мораш да живееш во тој систем. Исто така, 2001 треба да бидеме искрени ние како албанци дека конфликтот донесе еден договор кој ги мајоризираше помалите етнички заедници. Во суштина македонците не го прифатија. Голем дел, иако како договор го подпишаа, они се чувствуваа како тоа да е наметнат воен. Кога живеете во такви наметнати волји, мислам дека се ствара тензија, недоверба и секогаш мислите дека едниот и према другиот ве изигрува, ви прави механизми кои ќе ве мајоризира и така натаму. Ние сакаме да дојдеме до еден процес
да започнеме, нека трае колку треба тоа. Но на крај, како поголеми етнички заедници и сите помали, да дојдеме до решение кое ќе биде прифатливо за нив. Ќе речеме сите, да, ова вака Не мислите дека ова платформа сега ги маргинализира помалите етнички заедници? Форсира македонци и албанци, кај се турците, кај се бошњаците, кај се властите. Да, И може... тоа ви го споменува во патоказот ВМРО ДПМН. Токму може... за тоа, макар што и тоа може да е лицемерно. Затоа што кога им одговара го споменуваат претходно никаде ги немаше. Се сложувам, може да личи тоа така, но еве јас ви го кажам мојот став личен и тоа што сме го разговарали во Беса. Мене ми е срам, например, што живееме во Македонија каде ромите живеат на таков начин како што живеат. Треба ние да се засрамиме и македонците и албанците, двете поголеми заедници и помали. Значи, ние како поголемите заедници треба да направиме све помалите заедници да се чувствуваат уште посигурно од нас. Ако не живееме, ако не изградиме таква Македонија, јас сум убеден дека секогаш ваквите кризи ќе ни се рециклираат, ќе ни се репродуцираат и секогаш ќе се наоѓаме во вакви ситуации. Ние сакаме да започне еден процес на изградба на држава која ќе биде добра, прифатлена од сите, каде сите граѓани ќе се чувствуваат лојални држави на оваа држава, каде ќе ја сакаат оваа држава, а државата ќе се однесува кон нив еднакво. Видете, не може една од грешките според мене на албанските политички партии е тоа што премногу и цело време без исклучок зборуваа само за етнички работи. Албанците во Македонија... Меѓутоа, сите сега етничките работи исплива на површина и платформата стана главна тема, она што се користи дури да се растат тензиите од ден во ден. Тука ќе направиме една пауза за реклами и се враќаме повторно на дебатата. Гледате Топ тема на ваша страна на Жишкото столче, Африм Гаши, пратеник на Беса. Господине Гаши, платформата е во центарот на политичките збиднувања, имаме секојдневни протести, ВМРО ДПМН ја користи како главен аргумент. Дали е можно да има меѓуетнички тензии? Тензиите растат и свесни сме за тоа, дури седите во собранијата, веројатно ги чувствувате однатре. Јас посакувам да нема, мислам дека ќе нема и ние работиме да нема. Ако има нешто што најмалку ни треба сега во Македонија е меѓуетнички тензии. Впрочем, мислам дека тоа е еден вид дефокусирање од главните проблеми. Значи, не бевме во ситуација денеска платформите да не бидат етничките платформи главни проблематики. Значи, знаеме после каква криза дојдовме до избори. Прислушувани материјали, криминални, корупција, нефункционална економија, институции, судство и така натаму. И затоа мислиме дека е еден вид на дефокусирање од главните проблеми. Но дозволете ми да кажам дека кога не прашуваат па зошто и вие мислите дека треба сега, знаете, од 91 година, секогаш кога има вакви настани, секогаш албанците се поставуваат во позиција да некако да попушат од таквите етнички барања, да речат се оставете ги, ајде покасно тоа ќе се направи, ама еве 26-7 години тоа не се прави. Јас мислам дека што побрзо ги затвориме етничките проблеми и се концентрираме најмногу на граѓанските проблеми, кои мислам дека 90% од граѓаните ни се исти заеднички проблеми, како што е економија, здравство, образование. Ја мислам дека тука треба да се сконцентрираме најмногу како општество, како држава и тука да работиме напорно. Но ајде да го затвориме ова. Зошто оставаме простор секогаш тоа да биде некој вентил издувен или механизам како да се продуцира една криза? Да, ама кризата е продуцирана со самото тоа што инсистирате, дуи дека не треба да влезе во влада, односно инсистирате некој друг да биде спикер, а не Талат Џафери. Велите дека етничките проблеми не се приоритет.
Но излегува дека дуи е, ако не се етничките проблеми да ги затвориме, но дуи тогаш стапува на сцена како следен проблем. Јасно не ве разбрав која ви е пораката, но не се сложува. Дека постојано продуцирате нови проблеми. Ако велите Не, дека точно. етничките проблеми треба да се затворат, за да влеземе сите во влада, односно вие во влада, потоа ви е проблем, следниот проблем ви е дуи. Како со дуи ќе се договорите за влез во влада кога не можете да се договорите за спикерот. Мислам, предолго трае. Да, се сложувам. Немате стафи околу тоа кои се прифатливи за вас луѓе у дуи. Не е наше ние да решаваме за луѓето од Треба да дуи. седнете и да преговарате, Ние тоа сакаме се принципиално согласивте. да разговараме, да најдеме начин и да се осигуруваме ние како БЕСА дека идната влада ќе се нафати на овие процеси за кои говорев пред малку. Ако се убедиме дека е тоа така, ние можеме да прифатиме и да помогнеме таа влада да профункционира. Ако сме убедени дека една таква влада со такви решенија нема да ги подобри процесите, туку уште повеќе ќе Седнете подложи. и преговарате со дуи. Едноставен е проблемот. Се се решава со Немаме што да диалог. преговараме ние со ДУИ. Значи, ние ако преговараме, ќе преговараме со мандатарот. Ние чекаме господин Тоа нема да дочекате си или чекате на вистина. Да. Чекаме, Дека ќе добие мандат Да, заедно. да. И Од сам- Иванов. Да. Јас Ние Верувате? ние на тоа работиме. Верувате дека ги ќе дадовме подписите да земе мандат. Ги дадовме подписите да Не дали почне- верувате дека ќе добие мандат? Тоа е прашање. Тоа е друго прашање, дали Тоа веруваме. е клучното. И јас мислам дека Треба да не можеме да преюдицираме и да имаме предпоставки. Според последната изјава на претседателот на државата, дека ако има мнозинство во собрание, он ќе го даде мандатот на представникот на мнозинството, мислам дека ќе треба да го доведеме до таа ситуација, па ќе видиме дали ќе го даде или не. А ако не го даде, кој е вашиот план? Тогаш ќе размислиме. Немате план, допрва ќе размислувате. Постои председател У како вас меѓувреме- може да каже у меѓувреме- Талат Джафери не смее да биде председател на собрание. Се шегува. Да ме разбирам, но Мислам дека имаше уште едно прашање, мораме да Меѓувреме завршуваме уште имаме 2 минути. рокови кои течат, законски рокови кои не се почитуваат како што е датумот за локални избори. Имам впечаток дека и вие и СДСМ многу комотно се однесувате кон тоа дека бидејќи сепак локалната власт ја контролира ВМРО и ДУИ. Не може би им одговара. Вие што би презеле конкретно за да не ни помегнат локалните избори? добро ги знаете законските рамки кои се веќе ние сме пробиени во тие законски рокови. И затоа за нас е битно што поскоро да има влада, да има мнозинство собрание кои ќе ги објави локалните избори и да одиме што побрзо на избори. Тоа е наш интерес и мислиме дека е државен интерес и на албанците и за БЕСА, вклучително за нас. Дозволете да ве прекинам. Дали сте за опцијата за воредни парламентарни избори заедно со локалните, она што ВМРО го бара? Тоа е како алтернативно решение. Сега работиме на овој процес кој го зборам. Ако се блокират институциите, после ќе видиме, ние мислиме дека подобро би било на локални да одиме прво. И ако има политичка влада нормално, ќе треба локални избори да има. Тие се наред, мандатот им истекува на градоначалниците и така да се движат работите, но знаете, сепак доста малку работи зависат од нас, а ние се обидуваме Добро, ние во се најдобар обидуваме начин да го дознаеме вашиот став на сите овие Ние се работи. обидуваме на најдобар начин да најдеме најдобро решение. Ова е нашиот најискрен пристап, се обидуваме. Сега публиката ќе реши. Да, Столе Наумов, имаме време за Јас имам прашање Едно на кој што прашање и може завршуваме. точно неточно да ми одговарате. Ај малку да се забавуваме, може ли? Квиз, а? Вака, Груевски е добар економист со диктаторски склоности и патолошка желба за владење по секоја цена. Точно е ова или неточно? Не сум учествувал никогаш на квизови, Не е квиз, ова е за зајаки и прошто би што може. па не можам, значи тоа И за се акмети. формулации, јас поинаку би имал формулации за другите, но не сум преоптоварен со личности. Мене ми се битни процесите
И мислиме дека Процесите ги создаваат личностите. да, Добро, за Заев дека. Заев е едноставен, недоволно умешен политичар, кој што странците го употребија да ги искористи албанците за да дојде на власт, односно да го смени ВМРО-ДПМНЕ. не е мој стил и начин како јас можам Што мислите за Заев, еве? Што мислите за Груевски? Или за Ахмети? Е херој на албанската борба за равноправност, чиј што марксистичко-ленинистички карактер и манири го демантира или ги демантира новото време. Не сакам да давам вакви квалификации. Еве, Разберете. јас давам, вие кажете да или точно ли или не точно. Вашите квалификации нека се регистрираат во јавноста. Ние имаме наш пристап кон работите, кон политиката, кон политичарите. Јас не сакам лично никогаш некого да навредам. Мислам дека сме луѓе, имаме семејства, имаме Не е навреда пријатели. опис на политички систем или Добро. на политичар ако биде наречен диктатор или диктаторски. Добро, вие имате право. Или за, Не, не. за Касамби, ако кажам како е, точно или не точно. Стар кадар на ДУИ, незадоволен, формирал нова партија и се крие зад реформското РУ. Ова како ветанките на САЕ. Кој е тој? Да, ова да личат на... Треба да ве предложиме за да ги дефинирате политичарите во со вакви дефиниции. Само се обидува да се забавува. Да, Да. разбирам. Премногу сериозно. Добро. Вие сватате ме мене, јас не сакам Да. на таков начин да се појавам пред јавност. И уште едно кусо прашање, бидејќи имаме навистина голема поделеност, тензичност, не гледаме начин да се деблокира собранието, дали очекувате Пржино 2, меѓународниот фактор повторно да се Три. меша? Пржино 3. Пржино 2, 3 веќе Да, кој знае ново кој Пржино, број. да, да се вмеша и да помогне за излезот. Можно ли? Па изгледа ова серијалот на Македонија 1, 2, 3 од игран филм може да се сапуни за да продолжи, што не би сакал да е така, но за жал имаме многу непредвидливи елементи во приказната и се суштински делови на анализата и денес, верувајте, многу тешко ќе најдете човек кој може да ви даде точна дефиниција и анализа и да направи добро предвидување како или кој е следен чекор. Од ден на ден се има промени на стратегии, на постапки и непредвидиви луѓе во политиката. Мислам дека многу е тешко да се направи проценка како ќе се движиме. Јас повикувам на разум, сакам сите кои сме на некој начин вовледени во политика, во јавност, во креирање на јавното мнение, да сме повнимателни во овој временски период. Ако можеме нешто да помогнеме, а не да одмогнеме и значи затоа што граѓаните се веќе истоштени од ваквата предолга Да, криза. и од политичките игри. Така е, се сложувам. Ви благодарам, господине Гаши, што дојдовте на жешкото столче во топ тема на ваша страна. Благодарам и на моите колеги Треба што ние да се извинуваме, што учествува, се не благодариме. тама работа. Благодарам. Благодарам и за вниманието. Тука е крајот на вечерашната топ тема на ваша страна. Останете со програмата на Телка.